Почитувани, нашиот Охрид има долговечна и бурна историја. За некого тој е град на светлината, за други е град на вековите, за трети тој е градот на Свети Климент Динаум, за некои пак Балкански Ерусалим, бисер на Балканот и безброј други епитети кои заслужено ги носи овој град. Минувале низ него разни војсководци, цареви и кралеви, патописци, трговци и авантуристи, се воодушевувале од неговите убавини и секој од нив оставал по некој белег со одредени вредности што денес ние ги доживуваме како негови жители. Материјалните податоци добиени од најновите археолошки истражувања ја убицираат населбата на просторите од денешниот град, а се утврдува и поистоветување на стариот Ликник со денешниот Охрид. Иако во опишаните досега познати извори овој град со сегашното име се спомнува дури кон крајот на 9 век од новата ера. Досегашните археолошки сознанија укажуваат на континуиран живот на овие простори повеќе од 7.000 години. Низ овој временски период се забележани голем број настани кои на еден или друг начин му давале белег на времето. Некои останале запишани во аналите на старите книги, а некои останале во колективната меморија на луѓето и се пренесувале во вид на преданија од колено на колено, па се до денешни дни. Почитувани, во Охрид се преплетиле историјата, минатото и сегашноста, православието со црковното и незаобиколната голема мисија на заштитникот и патрон на градот, нашиот Свети Климент Охридски, па преку Прличев и други творци записите станале вистинска реликвија која се чува во срцето на секој жител на древниот Охрид. Почитуван министре за култура господин Зоран Љутков, почитувани пратеници и директори на националните и локалните библиотеки во земјава и сите останати присутни, добре дојдовте на настанот преку кој символично ќе го означиме враќањето на реткото пчинско изборно Евангелие. Овде во Охрид, дома, во библиотеката, од каде на 2 пати беше праќано на конзервација и реставрација кај колегите во Националната установа библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Грижата на државата за богатите трезори по установите е недвојбена. Министерството за култура преку поддршката на стотици проекти секојдневно тоа го покажува. Во овој момент имам чест да го поканам министерот за култура и туризам Зоран Љутков да ни се обрати. Повелете. Штувани дами и господа, драги охриѓани, љубители на книгата, чувари на духовното наследство, почитувани директори. Денес сведочиме за чин што го премостува минатото со сегашноста. Тивко, но свечено враќање на пчинското изборно Евангелие во неговиот вистински дом во Охрид. Градот што отсекогаш бил олтар на словото и светлина на духот. Ова не е само културен настан, туку победа на паметењето над заборавот, на тивкото траење над минливоста, на духовното над временото. Денес пчинското изборно Евангелие, најстариот ракопис од реткиот фонд на нашата национална установа библиотека Григор Прличев, повторно го пронајде својот здив, овде меѓу древните охридски зидини, местото во кое зборот живеал од секогаш. Со ова дело, напишано во последната четвртина од 16 век, повторно се затвора еден дол круг, круг на потрага, заштита и враќање дома. Ракописот откриен во 1999 година од книжевниот историчар и истражувач на стари ракописи Михајло Георгиевски, долго време минуваше низ рацете на посветени професионалци и конзерватори. Благодарение на неговата визија и стручноста на нашите институции, Евангелието беше спасено од заборав и од физичка пропаст. Во 2023 година, со финансиска поддршка од Министерството за култура, беше адаптирано новото депо за редок библиотечен фонд
простор изграден по највисоки стандарди за заштита, контрола и микроклима и сигурно чување на книжевното наследство. Денес, кога велиме дека Пчинското Евангелие е повторно дома, не мислиме само на неговата физичка адреса, туку на духовно враќањето на символ на верата, писменоста и културниот континуитет на нашиот народ во градот што отсекогаш бил трезор на духот Охрид. Во чест на ова враќање, подготвени и нов каталог со факти, со фотографии и истражувања, што осветлуваат не само историјата на Евангелието, туку и богатството на Охридскиот редок фонд, вистинската ризница со 812 книги од периодот 1872-1945 година на разни јазици и автори. Почитувани библиотеката Григор Прличев, денес не е само институција, таа е жив организам на духот, во своите депоа чува над 100.000 книги, но уште поважно, чува љубов кон знаењето. Веќе 8 децении таа е трезор на мислата, чувар на зборот и сведок на генерации охриѓани кои преку дружбата на книгата станувале луѓе со вистинска смисла на зборот, носители на развојот, достоинството и иднината на нашиот град и на нашата држава. Како министар за култура и туризам, ме радуваат податоците што секојдневно пристигнуваат од нашите национални и локални установи. Во нив ја гледам енергијата на едно културно општество во подем. Тоа е особено изразено овде во Охрид, каде библиотеката станува стожер на културниот и општествениот живот. Речиси секоја недела бележиме нова промоција, нов автор, нова идеја. Тука се негуваат родокрајните автори, библиотеката се јавува како издавач, а во рамки на меѓународниот фестивал Јаков од Камена река беше заслужено наградена како библиотека со најмногу издадени книги од домашни автори во 2024 година. Затоа денес, со враќањето на Пчинското Евангелие, ние не сведочиме само за еден културен настан, туку на победа на трудот, знаењето и љубовта кон културното наследство на својата земја. Тоа е доказ дека секоја установа што се стреми кон развој и кон посветеност, во иднина ќе биде поддржана од Министерството за култура и туризам. Библиотеката Григор Прличев, без друго, е во редот на најдобрите меѓу нив. Денес, со овој настан, таа на најдобар начин го докажува оно што сите ние одамна го знаеме, дека Охрид не е само град на езерската светлина, туку и град на книгата, зборот и вечност. Ви благодарам. Министре, ви благодариме за убавите зборови и на поддршката, а сега дозволите да ја поканам на сцената да ви се обрати Христина Трпеска, директорката на Националната установа библиотека Григор Прличев, и во свое име и во име на вработените во институцијата да ве поздрави. Повелете. Пред да почнем, да ве поздравам, за да не го задržуваме искоро долго на сцена. Сакам да благодарам за изразам од нашата библиотека, од нашиот град, од мојот тим, со еден подарок, повторно од еден уметник од нашиот град, господин Кузман, бидејќи ние се ги сакаме нашите луѓе и ги поддржуваме, едно уметничко дело на нашите луѓе. Ви благодарам многу. Не очекував, навистина ве благодарам. Ние ви благодариме вам за нашата помош. Ви верувам дека имаме гепек за ова. Ќе дојдеме и нас, ќе го донесеме. Почитуван министер за култура и туризам господин Зоран Љутков, почитуван отец Никола на Дебарско-Кичевската епархија,
почитуван директор на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, Скопје, Јовица Никчевски, почитувани колеги, директори на национални и локални библиотеки и сите останати гости. Со посебна чест и гордост во моје име и името на сите вработени на нашата библиотека, ве поздравувам и ви посакувам топло добре дојде во нашиот Охрид, лулката на сесловенската писменост, градот на Свети Климент и Свети Наум, и градот на нашиот патрон, големиот македонски поет и преродбеник од 19. век Григор Приличев. Среќна сум што по овој повод по кој се собравме, промоцијата на Пчинското изборно евангелие од крајот на 16 век и неговото враќање по извршената успешна реставрација и конзервација, кај нас во нашата библиотека, за нас, како установа, од овој миг представува нова додадена вредност. Општо е познато дека словенската писменост е тесно поврзана со Македонија по повеќе основи, од кои две се од особена важност. Фактот што првата словенска азбука и првиот словенски книжевен јазик се засновани врз македонскиот народен говор и тоа што Охридската книжевна школа на Свети Климент ја одиграла улогата на спасител и продолжувач на делото на светите браќа Кирил и Методин. Коренот на библиотекарството во Охрид е видлив уште од времето на Свети Климентовиот универзитет на Плаошин. Подоцна, почетоците на библиотечната дејност во градот на Синото езеро датираат од 19. век, кога охридскиот терзија Ангел Грубчев, за кого Приличев рекол дека е најчуениот тогаш маж. Во тоа време, во својот дуќа во Охридската чаршија, отворил читалиште кое привлекло големо внимание и предизвикало интерес кај граѓаните. Како интелектуален кадар, кој во 1830 година завршил класно училиште во реонот Кошишта, Ангел Грубчев својот дуќан го претворил во центар на народна писменост. Тој важел за образован човек, кој знал да чита и пишува црковно-словенски и која ширел меѓу учениците просветата и културата. Тој континуум од векови наназад до денес носи со себе датуми кои не смеат да бидат заборавени. Годинава, нашата библиотека слави 8 децени од своето формирање во 1945 година и 73 години, колку што гордо и достојно го носи името на вториот Хомер, Григор Приличев. Еве, ова е јубилејна година, имаме уште еден повод за славење, враќањето на Пчинското изборно евангелие дома. Евангелието, сосема случајно, во 1999 година, барајќи некоја друга литература во необработениот фонд на нашата стара зграда, веднаш до езерото, го пронашол доктор Михајло Ѓоргиевски. Тој, на тогашното раководство му ја предочил вредноста на Евангелието и така се случила првата конзервација и реставрација направена во 2000 година во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. По конзервацијата и реставрацијата, Пчинското евангелие е вратено во нашата библиотека. Откако се забележани нови промени на раскописот, Евангелието на 28 март во 2011 година повторно со ревес е предадено на нова заштита во Нов Скопје. Тој конзерваториски захват е завршен во 2014 година. Од тогаш до овој септември цели 14 години грижливо во своето депо го чуваат колегите од Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Бескрајно ви благодариме. Претходно, со наш проект, поддржан од Министерството за култура во 2023 година, адаптиравме од корен мало депо по сите стандарди. Така се осмеливме годинава да го побараме Евангелието, да го вратиме дома, каде што е пронајдено и каде што припаѓа.
околу реставрацијата и конзервацијата, значењето на Евангелието од аспект на филологијата, градбата на депото и старо-новиот каталог за редот библиотечен материјал, ќе останам да говорат другите поканети беседници кои имаат исто така голема заслуга за тоа што денес го славиме овој чин. Не застануваме, следен чекор ние, иако сме свесни дека е тоа долг и скап захват, да се направи посебен трезор за Евангелието и останат заштитен систем. Моја и следна задача на целиот тим во нашата библиотека ни е што поскоро се надевам со помош на Министерството за култура и туризам, а и општината да направиме реплика на оригиналот која ќе биде постојано видлива и достапна за сите посетители на библиотеката, но и за туристите, а исто така сакаме и водичите да ја вклучат библиотеката во своите тури и за прошетки низ нашиот Охрид. Крајната замисла е во рамките на библиотеката да се изгради едно посебно оделение археографско за редок библиотечен материјал. Цел е да создаваме трајни вредности, а новата технологија да ја применуваме од сите сфери од нашата работа. Библиотеката од неодамна не е заимување и враќање книга. Таа има низа функции во овој модерен свет, а ние, колку што ни дозволуваат можностите, чекориме во пресред на новото време. И потребите на нашите сограѓани, но и на туристите, кои преку лето ги користат нашите услуги. Чинското изборно Евангелие ни е добар пример дека книгата и натаму останува најтраен медиум. Над 5 века патува низ времето. Пишувањето историја не е ниту мала, ниту лесна задача. До денес бележиме само еден настан во летописот на нашиот Охрид, на нашата таткојна, како што любел да кажи нашиот патрон Фрличев за својот роден град. Националната установа библиотека Григор Фрличев е дело на генерации наши предходници, но и ние што сме тука во неа, сега и овде продолжуваме да го градиме во заикот наречен Библиотека во Охрид. Нека се множат убавите поводи и заокружени годишнини. Ви благодарам. Ви благодариме, директорке. Рекопи на почетокот на овој свечен настан дека во Националната и универзитетска библиотека во Скопје во 2 наврати Пчинското Евангелие беше стручно заштитено. За тој комплексен процес наредниве минути ќе зборува Зорица Јаковлевска-Спировска, конзерватор, советник. Повелете. Почитуван министер, почитуван директор на Националната универзитетска библиотека на Македонија, почитувана директорка на библиотеката Григор Фрличев во Охрид, почитувани колеги и присутни. Голема е возбудата што имам чест да ви се обратам во оваа прилика, особено поради мојата непосредна и посебна конекција со овој материјал, кој што на денешниот настан заслушана е во центарот на нашето внимание. Прокопчинското изборно Евангелие, македонска безвисова редакција, датирана во последната четвртина на 16 век, е ракописен материјал кој според многу своји карактеристики е единствен и несомнено вреден примерок од колекцијата на словенски ракописи. Јас се разбира овде, нема да зборувам за неговата важност и уникатност од културолошки, јазичен и општествен аспект, туку за една успешна приказна за професионален пристап, соработка и несебично вложување на стручните лица од Националната библиотека и библиотеката во Охрид во заштита на ова значено дело од нашето документарно културно наследство. Скопје, Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје е институција која зазема централно место во развојот на библиотечниот систем во нашата земја и нејзината основна законска обврска да го развива библиотечниот систем во земјата, да ја развива библиотечната дейност во земјата, културата, науката и образованието, да ги задоволува информативните потреби на граѓаните, таа исто така собира, заштитува, стручно обработува, проучува, заштитува, дава на користење библиотечни фондови. Како матична установа за заштита на движното културно наследство библиотечни добра, учествува во подготовка на предлози за заштита и класификација на добрата,
дава стручни мислења и експертизи, функционира како централна лабораторија за заштита за истражување на физичко-хемиски и биохемиски оштетувања, а пред се директно го спроведува процесот на превентивна и непосредна заштита на библиотечните материјали. Заштитата на вредните библиотечни фондови на Националната библиотека е главна активност на одделот за заштита, кој што е формиран во 50-тите години од минатиот век, а денес представува државен центар за заштита на материјали на хартија, пергамент и кожа. Во ова одделение годишно се заштитуваат илјадници листови на вредни библиотечни фондови од Националната библиотека, но и во собственост на други културни институции, како што се музеи, библиотеки, галерии, но секако и други правни и физички лица. Токму во ова одделение, во 2000 година, поради сериозна оштетеност и опасност од губење на информациите, од страна на колегите од библиотеката во Охрид е донесе ракопис со ознака ГБО МС1. Овој ракопис, во описот на книгата за прием, од страна на колегите конзерватори, е запишан како прокручинско изборно евангелие, македонска безјузова редакција со време на создавање четврта четвртина на 16 век. Тој е исклучителен примерот на книга со голем формат, изработен на квалитетна хартија и текст испишан со црно и црвено мастило. Кај ракописот се забележани оштетување од механичка, физичка, хемиска и биолошка природа, поради несоодветното чување и ракување. Заштитните интервенции, како и чистењето, неутрализацијата, рачната реставрација на хартиениот блок и кожната корица, конзервацијата и повторното подврзување се направени во лабораторијата за конзервација и реставрација и подврзијата при Националната библиотека. По спроведениот процес на непосредна заштита, материјалот е повторно вратен во библиотеката во Охрид. Десетина години подоцна, во март 2011 година, тогашното раководство на библиотеката во Охрид со допис се обраќа до Националната библиотека и бара стручна помош заради оштетеност на вреден ракопис од нивниот фонд. По брзата реакција на стручните лица од одделението за заштита и репрографија при Националната библиотека, ракописот е донесен во Скопје и веднаш е направена проценка на оштетеноста. Првиот увид во состојбата на ракописот укажува на присуство на вегетативни и репродуктивни форми на габи на корицата и хартиениот блок, па направени се консултации со катедрата за микробиологија на Институтот по биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Поради недостаток на апаратура за спроведување на процесот за дезинфекција на хартијата и кожата, ракописот е спакуван во соодветна хартиена и полиетиленска обвивка со цел да се спречи процесот на понатамошно оштетување. Набавката на опрема за дезинфекција со метод на аноксија во Центарот за заштита, но и многу воведените методологии за микрохемиски спот-тестови на хартијата, врзивата и помителите е можност за продолжување на заштитните активности. Дополнителни испитувања на хартијата и пигментите се направени со методите на инфрацрвена и раманска спектроскопија во соработка со Институтот по хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Добиените резултати од направените истражувања се важна поудобна основа за дефинирање на соодветен протокол за активности кои ќе се применат во специфичен случај за оштетување, особено поради фактот што хартијата е значително ослабена од интензивното биолошко оштетување и постои опасност за губење на текстот. По спроведените постапки на дезинфекција, чистење, неутрализација, стабилизација на хартиениот медиум и мастилата, ракописот е подготвен за нов процес на рачна реставрација. Реставрацијата овој пат е доведена на новата генерација на конзерватори, реставратори во Центарот за заштита на Националната библиотека, кои го вложија целото свое знаење и искуство во борбата за зачувување на секоја буква од овој ракопис. Процесот на заштита е заокружен со конзервација на оригиналната кожна корица, која поради голема оштетеност е изгубила својата функција, па хартиениот блок е потврзан со нов кожен повез со слична боја и состав. Изработена е и кутија од бескиселински материјал за складирање на ракописот и превентивна заштита од ново оштетување. Како резултат на посветеноста и на раководството на Охридската библиотека за обезбедување на неопходни предуслови за враќање на овој вреден материјал во својот фонд, од страна на стручен тим од Националната библиотека направен е увид во состојбата на просторот кој што се користи како депо за чување на материјалите и дадени се препораки за адаптација на нов простор кој ќе ги задоволува заштитните и безбедносни стандарди за ваков вид на материјал. Поводот за денешниот настан е од голема важност не само поради фактот што оваа ракописна книга повторно ќе биде дел од фондот на библиотеката во Охрид, несомнено на големо задоволство на сите љубители на книгата, туку и поради можноста како резултат на подпишаниот договор за соработка со Националната библиотека, овој вреден текст во дигитална форма да стане достапен за истражувачите и пошироката јавност преку Дигиталната библиотека на Македонија. Ви благодарам. Ви благодариме.
Македонија е колевка на словенската писменост и култура. Почитувани, денес за Пчинското Евангелие и неговото значење од аспект на јазикот го поканивме да говори професор доктор Илија Велев од Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Повелете, доктор Велев. Почитуван министер, почитуван директоре на Националната универзитетска библиотека, почитувана директорке на Охридската градска библиотека, почитувани присутни. Денес ја имам оваа обврска заедно по овој повод да се прошетаме во светот на ракописите. При тоа, ова моje излагање сакам да го посветам на доктор Михајло Георгиевски, повеќе од 3 децении мој близок соработник, личен другар, содружник по ракописното писмено наследство, во кое што грижливо преку научните интерпретации, научните толкувања се трудевме да го покажеме континуитетот на македонскиот јазичен и културно-историски идентитет. Писмата и зачуваните писмени споменици се трајна цивилизацијска придобивка. Тие се засведочен видлив јазик против заборавот, кој како траен извор помага за секогаш да се памети се што поминало, како и да се овековечи изговорениот, но и помислениот збор од памтивека до нашето современие. Откриените зачувани писмени сведоштва од најстаро време па наваму нудат по-конкретни информации за минатото отколку немите археолошки наводи и другите материјални културни споменици. Затоа, само од појавата на писмата и на зачуваните писмени сведоштва, човештвото поцртало мегник меѓу предисторијата и историјата на цивилизациите. Старите народи без писма, кои за себе не оставиле никакви траги со писмени сведоштва, а и не биле споменати од други, исчезнале од историјата и биле заборавени за секогаш. Овие воведни напомени ги нагласуваме зашто настојуваме да истакнеме дека зачуваните писмени споменици на просторот на Македонија трајно го засведочуваат континуитетот со присуството на глобалните, регионалните или на автохтоните цивилизацијски напластувања, како историско искуство, но и како современа духовна, културна и писмена традиција. Современата македонска писмена култура и говорно изразување се напојуваат од старословенската јазична и писмена основа на развој, која изворно се кодифицирала и почнала да се формира од просторот на Македонија како нова интеркултурна сесловенска цивилизацијска хиерархија, која развојно ќе преовладее преку богослужењето, книжевноста и образованието во сите словенски средини еднакво. Впрочем, во втората половина на 9 век се словенските просветители и рамно апостоли светите Кирил и Методи мисионерски ја официализирале кодификацијата на старословенскиот богослужбен и книжевен јазик врз основа на македонските словенски говори од околината на Солун, а според нивниот гласовен систем се устроило и првото словенско фонетско писмо глаголицата. Следствено, и токму врз Кирило-Методиевските се словенски цивилизацијски вредности, кои изворно биле продолжени и афирмирани од нивните најдоследни ученици, следбеници светите Климент и Свети Наум Охридски и од нив формираната Охридска духовна и книжевна школа, тогаш почнал историски да се одвива и се уште современо да се надградува континуитетот на македонскиот словенски културно-историски и јазичен идентитет. Изворната представа за вековните одвивани словенски духовни, културно-историски, јазични и писмени процеси во Македонија се засведочени преку зачуваните ракописни писмени споменици со старословенско глаголичко и кирилично писмо. Но за жал, од појавата на природбенските народни идеи во втората половина на 19 век и се до денес,
македонското ракописно писмено наследство масовно почнало да се разнесува по туги средини, на тој начин настојувајќи да се притемни и да се присвои изворната македонска јазична и писмена традиција. Од тие причини и многу е помал бројот на зачуваното старословенско писмено наследство, кое денес се чува во македонските академски, научни, културни или црковни институции, а значително е поширок списокот на идентификуваните македонски словенски ракописи кои се чуваат во странските библиотечни трезори. Токму и ваквата состојба ни дава суверено право денес пригодно да ја одбележиме и јавно да ја поддржиме значајната иницијатива на Градската библиотека Григор Прличев во Охрид и на директорката Христина Трпеска да се приспособи библиотечниот трезор и за формирање на збирка со постаро ракописно словенско писмено наследство од македонска провениенција. Со денешнава пригода, ова иницијатива символично заживува со повратното депонирање во соодветни услови на реставрираното ракописно пчинско евангелие од 16 век со библиотечна сигнатура МС1, што ќе треба да биде основа во наредните периоди Охридската археографска збирка при Градската библиотека континуирано да продолжи да се збогатува со нови старословенски ракописни или старопечатени, оригинални и во електронска дигитална форма книги. Имајќи ги предвид водените знаци на хартијата во пчинското изборно евангелие, неговото датирање се определува од последната четвртина на 16 век, односно тоа било пишувано во 80-тите години на истиот век. Целиот ракопис го пишувал еден анонимен писец во непознат македонски скрипториум. Веројатно пишувањето се одвивало во некои од црквите и манастирите во северниот дел на Македонија, од каде и се нашол во библиотеката на манастирот Свети Прокор Пчински. Токму и поради неговото потекло од наведенава манастирска библиотека, ракописот се именува како Пчинско евангелие. Зачуваниот дел на овој ракопис содржи 239 хартиени листови со поголем формат, со димензии 43 на 27,5 сантиметри. Исто така, нагласуваме дека преписот на ракописното евангелие не е зачувано целосно. Од поврзаниот кодекс недостасуваат листови од почетокот и од крајот, како и од повеќе места низ неговата внатрешност. Старословенскиот кириличен текст е пишуван со крупно калиграфско уставно писмо, тоа е краснопис, а на секој од листовите е пишувано со по 25 редови, со рачки Безјусов правописен систем, типичен за периодот на 16 век. Во правописот доминира употребата на малиот ер, а големиот ер се појавува единствено во предлозите и во некои од префиксите, што е типично за македонската ракописна писмена традиција од северните краеви. Исто така, во текстот се евидентираат и повремени примеси со употреба на двете назални графеми он и ен, чие присуство укажува дека ракописот се препишувал од многу постара македонска јусова предложка. Според содржинската структура, Пчинското евангелие представува така наречено изборно или апракосно евангелие со текстолошка редакција, правопис и јазик, карактеристични за ракописното писмено наследство со потекло од Кратовско-Лесновската книжевна школа. Изборното или апакросно евангелие, значи не е она вообичаено со 4 евангелија, содржи избор на 4 од содржините на 4 новозаветни евангелија по Матеј, Марко, Лука и Јован, подредени по календарски редослед и кои се читаат при богослуженијата на определени христијански празници и во неделите. Значи, актуелното ракописно евангелие било наменето за богослужбена намена. Историјатот на ракописното Пчинско евангелие се реконструира според подоцнежните записи пишувани по празните листови и по маргините на текстот. Од нивната содржина се потврдува дека во втората половина на 19 век
Ракописното Евангелие се чувало во библиотеката на манастирот Свети Прохор Пчински. Во периодот на Првата светска војна, извесен бугарски намесник го зел ракописното Евангелие заедно со други црковнословенски ракописи од трезорот на Пчинскиот манастир, а со намера да ги однесе на чување во Бугарија. Но во Бујановац му биле одземени ракописите и во 1980 година се нашле кај тамошното црковно наместништво. Меѓу тие ракописи било и Пчинското Евангелие. Во записот напишан на внатрешната страна од предната корица е запишан нов инвентарен број 212 на ракописот, кој е различен од првобитниот број 5, под кој веројатно бил инвентиран во Пчинскиот манастир. Во истиот запис е наведено дека во 1923 година Пчинското Евангелие се пронашло сокријано на табанот на храмот над олтарот, во местото кое верниците го нарекувале Божи гроб и каде што доаѓал на поклонение извесен архимандрит Методија. Не е познато точно за кој храм станува збор во записот, а може да предпоставиме дека од тогаш Пчинското Евангелие веројатно се нашло засолнато веќе во Охрид како почитувана духовна реликвија, но и како значаен зачуван македонски писмен споменик. Веќе, како што во повеќе наврати овде се спомна, во 1999 година, овој вреден стар словенски ракопис од македонското писмено и книжевно наследство беше пронајден во необработениот фонд на градската библиотека во Охрид, каде што и денес се чува под инвентарната сигнатура МС1. Но за жал останува непознат дарителот на ракописот во Охридската библиотека за да се заокружи неговиот историјат. Ракописното Пчинско Евангелие веќе е археографски опишано од македонскиот археограф и палеославист доктор Михајло Георгиевски, а описот заедно со 3 факсимили се објавени во томот 7 и 8 од неговата книга Словенски ракописи во Македонија, што ја објави Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, мислам дека и Институтот за старословенска култура во 2000 година. Податоците од археографскиот опис на Михајло Георгиевски беа приопштени уште еднаш и од страна на магистар Милчо Јовановски во каталожното издание на Охридската градска библиотека Григор Прличев под наслов Депо на редок библиотечен материјал, што се објави репрезентативно во Охрид 2023 година. Почитувани, во оваа пригода уште еднаш ја истакнуваме јавната поддршка за значењето да се создадат приспособени услови во депото на градската библиотека Григор Прличев во Охрид за чување на македонското ракописно словенско писмено наследство како значаен извор за проучување и за согледување и потврдување на континуитетот на историскиот развој на македонскиот јазик и на македонската писменост. Стручната посветеност на управата на библиотеката, како и на библиотекарскиот персонал, досега веќе се потврдуваше преку грижата ова Пчинско изборно Евангелие да биде конзервирано и реставрирано во 2 наврати, и тоа во 2000 година, кога непосредно по неговото пронаоѓање, како и дополнително кога во 2011 година уште еднаш било предадено за реставрација во Националната универзитетска библиотека во Скопје, а ете денес и промотивно повторно да се врати во библиотечниот трезор каде што и припаѓа. Затоа и актуелниот промотивен настан во Охридската библиотека треба да се свати како професионално мобилен, културолошки значаен и национално потребен. Во тој контекст треба да се има предвид и фактот дека македонската старословенска јазична, писмена и книжевна традиција проникнала од Свети Клементовата духовна и книжевна школа, во која настанало и бројно зачувано ракописно старословенско писмено и книжевно наследство, распространето пошироко надвор од Македонија. При тоа и формираниот археографски трезор во депото на градската библиотека во Охрид ќе послужи и за дополнителна библиотечна иницијатива за формирање на дигитална архива со електронско снимање на позначајни
на позначајното старословенско ракописно наследство со потекло од Охридската книжевна школа. На прв план ги имаме предвид и најстарите ракописи со глаголичко и со кирилично словенско писмо кои се чуваат надвор од Македонија, како што се Асемановото Евангелие од крајот на 10 век, кој што се чува во Ватиканската библиотека, потоа Охридските глаголички листови исто од крајот на 10 век, кој се чува во Државната научна библиотека во Одеса, Охридскиот апостол од крајот на 11 или од почетокот на 12 век сега се наоѓа во Руската државна библиотека во Москва, во збирката на Григорович. Болонскиот псалтир од периодот меѓу 1230 и 1241 година пишуван во село Рамне, кај Охрид, а се чува во Болонската универзитетска библиотека и така натаму и така натаму. Исто така, за во иднина очекуваме поангажирано да почне избогатувањето на ракописната збирка со ново пронајдени или со ново приложени словенски ракописи, а кои изворно ќе го подкрепуваат сведоштвото за развојниот континуитет на македонската јазична и писмена традиција. На тој начин ќе се создадат посоодветни услови за правилно чување и заштита на овој национално значаен археографски фонд, а и ќе се овозможи поширока афирмација на ракописната збирка во која ќе истражуваат научници од Македонија, но и пошироко од странските академски, научни и културни институции. Посебно на крајот нагласуваме дека денешниот национален и културолошки настан во Охридската библиотека се промовира и како пригода во чест на јубилејот по повод 80 години од кодификацијата на современото македонско кирилично писмо, како и на современиот македонски јазик од 1945 па започна со тековнава 2025 година. Почитувани, на Националната установа библиотека Григор Прличев во Охрид и посакуваме на тамошна истрајност и посветеност да продолжи со институционалната грижа за чување и за афирмација на македонското писмено и книжевно наследство. Ви благодарам. Ви благодариме. А за предусловите кои мораат да се исполнат за Евангелието да се врати во Охрид, во одешната библиотека каде и што припаѓа, како и за каталозите за Депото и Евангелието, ќе говори авторот на проектот, магистер Милчо Јовановски, виш библиотекар. Повелете. Почитуван министре, почитуван Велев, Залица Спировска и ред други кои сте тука присутни, и посебно мојата директорка Ценета Трпеска, би сакал да кажам неколку збора за оно што следуваше или што предстоеше пред сето оно што сите вие денеска го говоревте, а тоа е следното. Во историјата на библиотеката 2006 година останува запаметена и подислокацијата од старите во новите простории, поточно преселбата од улицата Коста Абраш на македонски просветители број 2. Официјално тоа се случи на 8 септември, денот на независноста. Тогаш библиотеката ги отвори новите простории за читателите. Вработените јавноста беа информирани дека просторот во кој е преселена библиотеката е временно решение и еве така скоро 2 децении. По неколкогодишна реконструкција во фази, на 8 декември 2021 година конечно се проширивме во уште еден простор, го отворивме условно речено новото крило на библиотеката во некогашната дирекција на фестивалот Охридско лето. Од 20 април 2022 година нашата библиотека се искачи скалило погоре и стана библиотека од отворен тип. Таа година бевме избрани и за библиотека на годината, награда што ни ја додели Библиотекарското удружение на Македонија. Беше резултат на посветеноста и ангажираноста на целиот тим кој излезе од комфортната зона и за среќа еве продолжува со тоа темпо и денес. Малку поголема комоција во просторна смисла не поттикна сите на идејата дека библиотеката неопходно е да има свое современо депо, каде ќе се сместат сите ретки книги, а најмногу мислејќи на вредното општинско евангелие, кое во
по конзервацијата беше на привремена адреса. Паралелно со проектот за заштита на реткиот фонд, подготвивме сосема нов проект за изградба на депо. Како тогашен прв човек на библиотеката, сакам да истакнам големата и професионална помош од страна на Зорица Јаковлевска-Спировска, конзерватор советник од НУП Свети Климент Охридски, која на наше барање со совети и инструкции грижливо не водеше низ целиот процес. Благодарност и до целиот тим на Министерството за култура, која препозна нашата желба и идеја од мигот на конкурирањето, па до крајот со финансиска помош од 300.000 денари, успешно да го реализираме проектот од областта на библиотечната дејност за адаптација на простори и создавање на услови за депо за редов библиотечен материјал со примена на високи стандарди за негово чување. Процесот не беше лесен, требаше да се намина многу пречки, но на крајот успеавме. Резултатот тој проект во 2023 беше изработката на каталог, во кој за прв пат објавивме конкретни факти за нашиот богат трезор од ретки книги, од кои како и за најстарото чинско изборно Евангелие. Сепак се тоа се надоврза на каталогот кој во 2019 година го изработи колешката Марича Боздоганова заедно со уште неколку наши колеги. А сега, еве денеска, имаме чест и можност да зборуваме и за новиот богатен каталог. Еве 2 години подоцна, Евангелието го почна новиот живот меѓу нас и се надевам дека ќе ја има заслужената валоризација во иднина. Првиот чекор со пронаоѓањето го направи Михајло Георгиевски, како книжевен истражувач на стари ракописи. Минатото на оваа книга уште е покриено со прав. Останува да истражиме како Евангелието дошло во библиотеката, каде точно се употребувало и како стигнало во нашиот Охрид. Во реткиот фонд по нашата библиотека има 812 книги, кои се од периодот од 1872 до 1945 година. Напишани се во оригинал или преведени од српски, хрватски, руски, бугарски, од англиски, француски, италијански автори. Онли во последниве 7 години стручно се заштитени близу 100. За прв пат светлината на денот, јавно во пишан документ во двата каталози, кој на обсежно истражување е представен реткиот македонски фонд од 1944 до 1950 година. Во него се опфатени важни документи кои сведочат за темелите на македонската државност, сврзани со Илинден Нов, но и првите научни и литературни дела, како букварост читанка на македонски јазик, делата на Крсте Петков Мисликов, Блаже Коневски, Славко Јаневски, Лазо Каровски, Јован Бошковски и охриѓаните Радослав Петковски и Борис Бојаджиски. Го поседуваме и фототипното издание на Бели мугли од Ратин, издадено во 1939 година. Патот кон иднината води преку минатото, оттука и нашата заложба да се продолжи векот на книгите, кои некогаш ќе бидат сведоци и за денешната цивилизација. Ви благодарам. Благодариме, почитувани. Овде полека го завршуваме свечениот дел од настанот, во продолжение да го проследиме настапот на градскиот мешан хор Vox Lichnidos под диригентската палка на Бурим Хидри. Ке ги слушнеме композициите Агни Вартеме од Свети Нектари, Тебе поемот на Кранјац и Охридска приказна од Билјана Јуниор, аранжманот е на Бурим Хидри.
Театрвиците, ана. Распакики. Драги гости, ве поканувам. Поканувам во изложбениот салон на Центар за култура, на коктейл, да се дружиме малце во една поопуштена атмосфера. Повеќе.